Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Од 1. октомври 2019 година вредноста на капитациониот бод за сите матични лекари се зголемува за 8 денари. Тоа значи дека сите кои што работат во примарно здравство и се матични лекари, а тоа се општите лекари, специјалистите по општа медицина, специјалистите по семејна медицина, по педиатрија, гинекологија и специјалистите стоматолози по орална хирургија и ортодонција, како и сите лекари кои што работат и имаат договор за специјалистичко консултативна дејност со Фондот за здравствено осигурување, ќе го добијат ова зголемување. Во проценти тоа изнесува помеѓу 15 и 20% согласно вредноста на капитациониот бод и разликата која што и досега има матичните лекари од медицината и стоматологијата. Во сума на пари тоа значи дека месечно сите овие матични лекари за 1000 прикрепени пациенти ќе добијат 8000 денари повеќе, а за 2000 16.000 денари повеќе, со што веруваме дека значајно ќе се олесни нивната работа и нивното функционирање, ќе бидат стимулирани да вработат дополнително медицинска сестра, која што сега ќе биде можно да работи и на скратено работно време и секако административен работник, се со цел докторот што повеќе да биде посветен на работата со пациентите. Ова е само еден дел од значајната реформа која се имплементира во секторот на примарното здравство. Тоа започна со ослободување на квотите на сите аптеки на територијата на нашата држава. Мерката одлично се имплементираше, задоволството кај граѓаните, односно пациентите е големо заради тоа што во било кој ден од месецот сега може да се стигне до потребниот лек со рецепт. Меѓутоа, на овој начин со оваа реформа ние имплементираме уште неколку новини карактеристични за развиените европски земји. Многу услуги ќе им бидат дополнително достапни на граѓаните, односно пациентите, токму на примарно ниво. Се со цел да се задржат пациентите што повеќе на ова ниво и да се намали упатувањето во болниците ширум државата. Согласно протоколите кои што ќе ги имплементираме од најразвиените европски земји, на нашите граѓани ќе им бидат достапни услуги за рано откривање на карцином на простата, дојка, проблеми со тироидеата, остеопорозата, евентуално откривање на обезност кај децата и многу полесно пратење на хроничните болести. Матичните лекари за прв пат ќе имаат можност да препишат лек за кој што пациентите до сега беа упатувани на клиника, а што резултираше со долго чекање и гужви по амбулантите. На овој начин хроничните болести како астма, обструктивна болест, понатаму диабет, хронични срцеви заболувања многу полесно ќе бидат третирани само кај матичните лекари, односно пациентите само кај својот матичен лекар ќе може да добијат рецепт, да бидат прегледани и да не закажуваат термини и да чекаат долго време по болниците. Во континуитет ги зголемуваме финансиите со цел да се зголемат примањата на сите здравствени работници после платите на приватните специјализанти, понатаму зголемувањето на дежурствата, зголемувањето на сите плати во здравството за 5% минатата година, оваа година за 10 на специјалистите, 5% на сестрите, 8 на сестрите во клиничкиот центар, на болничарите, здравствените соработници и административците. Сега од септември близу 1 милиарда денари се вложени во примањата на сите кои што работат во нашиот здравствен систем. Сега работиме на проекцијата за следната година со цел да се оствари ветувањето за да еден лекар специјалист има примања од 100.000 денари во нето износ. Ова е една од мерките која што веруваме дека ќе ги стимулира здравствените работници да што попосветено работат, да пружаат и понатаму квалитетна здравствена услуга, иста да се надградува, а ние продолжуваме и со надградување на капацитетите, на инфраструктурата, после реновирањето на близу 10 оделенија, во следниот период ќе се реновираат и ќе се надградат стандардите на 30 други ширум државата согласно потребите, а во соработка со асоциациите, стручните здруженија, понатаму здруженијата на пациенти, ги надградуваме и сите програми во рамките на Министерството за здравство, се со цел да обезбедиме што поквалитетна здравствена заштита, што полесен пристап до потребната терапија и секако што позадоволни здравствени работници. Владините организации бараат да се врати на доработка законот за канабис со злоупотреби и други, да не беше со европска знаменца во Скопје. Законот го работевме заедно со дел од Сдруженијето на компании кои што имаат лиценца за одгледување на канабис за медицински
цели беа вклучени и дел од невладините организации со свои сугестии и барања. Дозволете само да појаснам зашто законот е ставен со има европско знаменце, заради тоа што во еден дел ние се усогласуваме со препораки и директиви од Советот, кои што се донесени пред неколку години, кои што не се однесуваат директно на канабисот, туку се однесуваат на регистрирање, а со тоа и полесно пратење на други опојни супстанции и опојни дроги, заради тоа што ова не е закон само за канабис, ова е закон за опојни дроги. И тие директиви се донесени уште пред неколку години во рамките на тие директиви, покрај регистрацијата нови опојни супстанции кои што ќе овозможат полесно пратење, а со тоа евентуално злоупотреба, се регулира согласно тие препораки начинот на кој што ние комуницираме со Европската организација која што е задолжена за пратење на овие несакани дејства, евентуална злоупотреба, имплементирање на конвенциите и на препораките и директивите од Советот, таа е со седиште во Лисабон во Португалија. Во однос на сугестиите на граѓанските организации кои што дојдоа дополнително, откако ние го пуштивме законот во владина, а потоа во собраниска процедура, имавме уште еден. Состанок и тие укажаа на нивните барања, морам да потенцирам дека во еден дел се однесуваат на тој дел од законот што го регулира канабисот за медицинска употреба, а во друг дел и на некои други аспекти, имајќи го тоа во предвид, ние законот го повлековме и ќе го вратиме на доработка, тогаш кога ќе се усогласат сите заинтересирани страни, повторно ќе го пуштиме во соодветна процедура.